6 години големи историски порази за Македонија и понижување на македонскиот народ. Со наводните добрососедски договори со Бугарија и Грција најмногу загубија македонската историја и македонскиот народ. Според професорот Ѓорги Малковски, јасен историски факт е дел од историјата кој соседна Бугарија не сака да го признае, а тоа е дека таа била дел од фашистичкиот окупатор, била држава која со помош на Хитлер во 40-тите години добила свој дел во Македонија, а главна мисија им била бугаризација на македонците. Целокупното образование било подложено на комплетна асимилација и денационализација. Сите програми кои што биле наметнати за да се спроведува образованието во Македонија биле комплетно подготвени од тогашното Министерство за образование и наредно здравје, така се викало. Според професорката Виолета Ачковска, македонците го загубиле својот македонски идентитет, кој станал северно-македонски. Македонскиот народ од државотворен стана мнозинска етничка заедница која денес низ официјалните документи се подведува под знаката граѓани на Република Северна Македонија. Наводните добрососедски договори со Бугарија и Грција се понижувачки чинови за македонскиот народ, бидејќи со нив се брише голем дел од македонската историја, скоро целата. Се оспорува македонскиот идентитет и се создава северно-македонски идентитет. Македонија покрај името со Преспанскиот договор загуби и на други историски полиња. Според професорот Никола Жежов, македонските власти во Преспа потпишале дека сите активности во илинденскиот период на револуционерите од Егејскиот дел биле активности како дел од хеленската цивилизација. Според член 7 од Преспанскиот договор, терминот Македонија има различно значење за двете држави потписнички, Република Македонија и Република Грција. Ако се повикаме на овој член на фамозниот Преспански договор, произлегува, а македонската страна сама го потпишала тоа, дека настаните од Илинденското востание во Коструско припаѓаат во наводници на хеленската цивилизација и немаат ништо заеднички со македонската историја од оваа страна на границата, како што дефинира договорот. Социјалистичката партија на Македонија ја промовираше книгата "Македонската борба за самостојност и независна самостојна држава Македонија 120 години Илинден". Во нејзиното пишување учествуваа десетина универзитетски професори по историја.